Повеќе од 20 години сите влади и политичари во Македонија ги лажат жителите на прилепското село Беловодица, дека ќе им го доасфалтираат патот во должина од само 2 километри. Жителите на Шега велат по 100 метри годишно да се асфалтира, досега патот ќе бил готов. Се чувствуваат комплетно заборавени од државата. Со години се молеле, праќале петиции, но залудно. Ми одговорија дека општина Прилеп не е надлежна за овој пат, него се води како регионален пат. Иницијативата беше подпишана негде од околу 300 луѓе, така да ние понатаму не знаеме што да направиме. Политичарите дури дрско се однесувале со нив, велејќи им дека немале доволно гласови за да добијат асфалт. Кои политичари ги рачунаш во Македонија? Никој. Немаме никаков аир од нив до ден денес. Вика, шо за 20 гласови сакате од овојца пат да ја правиме ова? Па сад 20 гласа, 20. Патот до Беловодица е сочакал, но со текот на годините тој се уништувал и сега на некои места има огромни камења. Дополнително го уништуваат и камионите кои носат мермер од рудникот каде се наоѓа познатото Мермерно езеро, веднаш над селото. Поради лошата состојба на патот, велат дека не доаѓала ниту брза помош, а таксистите им земале двојно. Брза помош зимоска не сакаше да дојде, вика немате пат. Такси викни го, секој ја дуплира тарифата, бидејќи патот не ни чини. За да појдеме, ако чекаме на регионалниот пат градско Прилеп, таму немаме паркинг за да застани возило, да не качи автобус, немаме. Денес селото брои само 20 на постојани постари жители, но има и голем број повратници кои тука живеат преку лето. Повратниците направиле дури и големи куќи и викендици, но за жал велат дека и тие сега поретко доаѓаат поради лажните ветувања за патот. Наместо да се развива селото, тоа повторно изумира. Луѓето поќе од патот бегаат. Кој дојде, колата се крши, не зафаќа, високо е вама камење и заради тоа избегаваат. Жителите побараа државата по 2 децении да престане да си игра со нив и конечно да собере сили и да асфалтира пат од само 2 километри.